Интервиста е dytë për sot është me kandidatin e VMRO DPMNE-s dhe koalicionit për qytetin e Shkupit, zotin Orce Đorđievski. Господине Đorđievski, добродојдовте во ова интервју во Алса телевизија. Благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Истите проблеми за истите кандидати за градоначалници. Скопје е еден од најзагадените главни градови во Европа, а некогаш и во светот. Тука имајќи предвид дека јавниот превоз многу пати не функционира, не е ефикасен и не е привлечен многу за граѓаните. Што ќе преземате вие во наредниот период ако станете градоначалник? Па најпрво морам да истакнам дека исти проблеми се за исти кандидати за градоначалници, но сметам дека јас имам малку посериозен кредибилитет со оглед на тоа што го сработив во мојата општина Кисела Вода изминативе 4 години. Имаме сериозни резултати зад нас и затоа и кога ја бараме поддршката од граѓаните, кредибилитетот сметам дека за разлика од останатите кандидати е најиздржан. Кај нас што се однесува до животната средина и она што прво ние ќе го направиме, најалармантна е состојбата со нефункционалноста на комунална хигиена и ја затоа ветив изминатиот период пред моите сограѓани и се обврзав, не само што ветив, дека во првите 72 часа прво Скопје ќе биде исчистено, односно генералка ќе направиме. Тоа подразбира паралелен процес во кој што од една страна ние за 72 часа ќе ги отстраниме сите оние мини депонии покрај микролокациите со контејнерите, убаво ќе ги испереме улиците, буквално ќе ги исчистиме сите населби мала за граѓаните да можат нормално да се да функционираат, но и нормално како луѓе да се чувствуваат. Тоа недостасуваше изминативе години, а од друга страна влегуваме со паралелен процес на чистење на сите оние жаришта и диви депонии кои што знаеме дека 30 на години наназад сите ги зборат во политиката, но никој за жал не постапил. Ние имаме успешни примери во општина Кисела Вода каде што од места каде што во минатото имаше диви депонии, создадовме паркови, создадовме паркинзи и се она што е потребно за граѓаните. Јас сметам дека таквиот пристап неминовно е да се примени во град Скопје. Зошто? Затоа што не е доволно само да исчистите одредена депонија. Потребно е на долг рок да го решите проблемот и никогаш повторно да не се соочиме со создавање на нова депонија. Од друга страна пак околу проблемот со загадување, јас морам да истакнам дека сериозно проширување ќе има на мрежата на топлификација во рамки на градот Скопје. Ние знаеме дека има голема непокриеност во однос на топлификационата мрежа во градот Скопје. Има и централни градски подрачја кои што се непокриени со топлификација. Тоа ќе ми биде сериозен ангажман и заложба уште од почетокот да се фокусираме на тој дел и што е можно повеќе домаќинства да ги приклучиме на овој тип на загревање на нивните домови. Од друга страна пак Дрисла како жариште исто, кое што 30 на години наназад се говори дека ќе се претвори во еден современ центар за преработка на отпад, ќе биде првата работа што ќе започнеме, е поврзана со комуналниот отпад во градот Скопје. Ние се уште, јас често пати тоа го говорам, не сме како граѓани подготвени, сметам дека, да не ме разберат граѓаните погрешно, но мораме тука реално да гледаме на работите, ако сакаме да имаме реална реализација. Не сме подготвени со селекција да започнеме од домаќинствата, тоа во неколку фази ќе се работи, но јас ќе започнам со претварање на современа преработувачка индустрија во рамки на просторот на Дрисла. Тоа и со министерот Меджити го најавивме пред 2 дена, чинам дека беше, каде што целиот отпад кој што ќе стигнува таму ќе се преработува и од него ќе заработуваме ние како град. Тоа е едната страна, а втората работа која што од сето тоа ѓубре таму и отпад ќе се претвара топлинска енергија која што ќе го покрие дел од Драчево, Студеничани, Батинци, кој што во 80% се загрева на цврсто гориво, односно на дрва во моментов, и треба тука да признаеме дека 80% од загадувањето во главниот град по сите студии кои што ги направиле луѓе кои што се најстручни во таа област, доаѓа токму од домаќинствата. Одам понатаму, ние имаме проекти кои што го отежнуваат сообраќајниот проток во главниот град, кои што се неколку недовршени по десетина години, како Клучката Момин поток, како булеварот Борис Трајковски Драчево, мостот Љубљанска, Генерал Михајлов Апостолски, поврзувањето аеродром према Газибаба. Тоа се проекти кои што веднаш ќе влеземе во коштец со проблемите кои што се таму и мислам дека за многу брзо време по превземањето на градската власт ќе ги реализираме, ќе ги довршиме, но паралелно ќе
започнеме со нови решавања на тесните грла во градот, како што е во Чаир, конкретно булеварот Цветан Димов. Булеварот Цветан Димов со години се говори дека треба да биде довршен, никој до сега не го довршил. Еве јас си земам обврска и ветувам јавно пред граѓаните, особено на жителите во Чаир, дека за многу скоро време ќе биде завршен тој булевар конечно, без помпа и без политика правење од сето тоа. Човечките животи се во прашање таму. Ние знаеме колку често има сообраќајки таму, знаеме колку дечиња таму настрадуваат во сообраќајни незгоди. Јас сум човек кој што пред се мора да се грижи за безбедноста на граѓаните, така да во тој контекст имаме и реализација на проекти кои што ќе значат од затнување народски кажано на тесните грла и теснецот во главниот град. Понатаму тука значаен придонес во однос на животната средина ќе дадат и новите еколошки автобуси кои што 80 треба да стигнат со поддршка на владата некаде март месец, дополнително приватните превозници кои што чекаат, бидејќи знаете каде е проблемот. Народот нема алтернатива. И тоа го принудува народот да користиш се почесто автомобили. Ние треба на народот да му понудиме алтернатива. Не се привлечни автобусите, не се ефикасни, не се функционални, не се на време. Точно. Од првиот ден кога ќе преземам позицијата град Скопје градоначалник, од првиот ден во функција ќе бидат ставени 60 автобуси на приватните превозници кои што од за мене неразбирливи причини некои со месеци наназад не им ги подпишува лиценците за да влезат во оптек, односно да работат. Кај мене е ирелевантно која политичка партија доаѓа, дали некој е припадник на лева партија, десна партија или пак е припадник на исламска вероисповест или е православен или е католик, ирелевантно е. Ние треба да ги решаваме проблемите на народот и да не му големи долгови, СП и се слагам, да, но јас имав неколку средби со приватните превозници, тоа се домаќини луѓе, разбрани луѓе и ние не можеме апсолутно да ветиме дека преку ноќ ќе им го исплатиме долгот, но тоа што ќе се постигне договор со нив мора да се почитува и да има редовно плаќање. Тие не бараат на еднаш исплата на долгот, но бараат да имаат известност. Тие се просто кажано изминатиот период во неизвестност, тие не знаат, ранат семејства. Правособствениците понатаму работат и луѓе за нив кои што ги возат тие автобуси. И луѓето се едноставно во неизвестност цел изминат период. Јас ќе им понудам известност и ќе знаат точно кога ќе имаат средства од градот кои што ќе се следат на нивните сметки. Дополнително има околу 80 автобуси кои што се неисправни. Исто и сервисите од претпоставувам проблемот е предизвикан поради неплаќањето изминатиот период, имаат сериозни долгови према оние кои што ги сервисираат автобусите и таму ќе се направи договор на исплаќање на рати и дополнително уште од тие 80-40 автобуси ќе ги пуштиме во брзо време во функција. Тоа значи дека ние на народот ќе му понудиме реална алтернатива, точен, прецизен јавен транспорт. Но она што ќе биде моја крајна цел, ќе биде да создадеме систем кој што ќе функционира. Што значи да функционира системот? Тоа значи да нема разлика кој ќе биде градоначалник на градот Скопје. Градот не треба да чека да се смилува владата и да му купи автобуси. Градот треба постојано да има систем во кој што ќе го обновува возниот парк. Така граѓаните нема да се доведат во колапс како што се доведени сега изминатиот период. Одговоривте на многу прашања наеднаш, меѓутоа ќе ве прашам за еден друг дел. Има многу градби многу општини во град Скопје кои се одвиваат без контрола. Дали планирате ревизија на овие урбанистички планови на општините? Имате уште 2 минути. Јас во мојата општина имам покажано на дело како се постапува против дивоградби. И тука пред законот немам дилема, сите треба да сме исти. Градот Скопје нема градежна инспекција. Јас често пати тоа го говорам. Или треба градот да добие своја инспекција, или треба поревносно да се вршат задачата централната институција, Државен градежен инспекторат и локалните инспекции. Одговорно тврдам, на територија на општина Кисела Вода нема ниту еден објект за кој што нема издадено решение за отстранување на истиот. Одговорно тврдам. Истото треба да се случува и на ниво на град Скопје, што се однесува од оние објекти кои што се изградени пред години и во кои што за жал живеат веќе луѓе во нив. Ние не смееме да дозволиме и тие граѓани да живеат во неизвестност. Треба да има строги контроли и систем на обезбедување на безбедноста на тие објекти, за да не се случи некоја состојба како што имавме примери дали во соседството, дали во некои поблиски или подалечни земји на нашата Турција беше, на пример каде што беа загубени човечки животи. И кој е решението? Мене граѓанинот ми е на прво место, затоа треба темелно
испитување на тие објекти, на квалитетот, јас ќе создадам комисија од врвни експерти која што ќе направи ревизија на сите вакви објекти, а во однос на сите планови, детални урбанистички планови кои што се носеле во минатото, јас покажав добра пракса во Кисела вода со меѓународниот конкурс за расане. Таму, знаете, се планираат 99 згради, јас лично сум против претерана урбанизација на главниот град, како што сум бил против претерана урбанизација во мојата општина. Јас сум единствениот политичар во држава кој што поништил 99 маркици за граб. И тоа истото ќе го применуваме во градот Скопје. Ќе ги вклучате ли граѓаните во донесувањето на важните одлуки во град Скопје? Видете, мојот легитимитет и единствениот суверен кој што ми го дава тој легитимитет се токму граѓаните. Транспарентноста ќе биде на прво место во функционалноста на градот Скопје и секако дека граѓаните ќе учествуваат во процесите од креирање на буџетот на општината до реализација на проектите. Треба да има одговорност од градоначалниците што не ги исполнуваат овие ветувања? Апсолутно да, и затоа јас како председател на ЗЕЛС покренав иницијатива да единствената функција која што немаше одговорност во минатото, има одговорност и граѓаните да можат да го отповикаат градоначалникот. Ви благодарам многу за оваа интервју. Ми беше чест. Ваш дојме информацијоната тира.